Викенд на Светата планина. Не сум многу религиозен, но верувам во Бог на мој начин. Изминативе 15 години секоја пролет на празникот Светници со група пријатели престојуваме на Света Гора, позната и како Атос, во северната Грција, дом на 20 манастири. Таа се претвори во традиција и прилика да се собереме. Исто така можност на неколку дена да избегаме од вревата, да одадеме почит и да се одмориме. Неколку дена пред да се посети манастирот, треба да се стапи во контакт со бирото за поколеници на полуостровот Атос и да се направат резервации. Кога се пристигнува во градот Уранополис, портата кон Светата Гора за символична сума може да се добие дозвола за престој. Малите трајекти или глисери се секогаш точни и навреме ќе во однесат до манастирската заедница. По пристигнувањето се посетува приземното биро архондрики и се подпишувате во регистарот за посетители. Таму, со топла насмевка ќе ве нарачат архондрикот, калугер за прием и другите монаси ќе ве послужат со жешко кафе и вкусни сладки, кои се уште повкусни по долгото патување. Света Гора врие од активности. Монасите се вредни како пчели и постојано работат. Не зборуваат многу и никогаш не се жалат. Иако градбите се изградени исклучително од природни материјали, од година во година манастирите и нивната околина се развиваат со вртоглава брзина. Каде и да отидете, ќе забележите работници и монаси кои напорно работат, готват, чистат и одгледуваат земјата и градот. Навистина се радувам кога ги гледам. Монасите ја почитуваат и ценат природата. Ништо не се фрла. Оно што нема да го изредат поколениците, ги дојадуваат монасите, а оно што нема да го доизредат монасите, го јаде стоката. Во секој манастир ќе наидете на мачки и кучиња, кои исто така живеат мирно и хармонично. Последните остатоци стануваат компост, се што може да се рециклира. Ништо од отпадот се гори во посебни печки, за количината на последниот отпад да се намали. Се разбира, никаде на земја не може да се најде отпад. Се што јадат монасите и поклониците се одгледуваат таму. Го купуваат само тоа што навистина е неопходно. Монасите ја обработуваат земјата со почит и љубов. Храната и виното се неверојатно вкусни. Вечерата е света. Никој не почнува со јадење додека не дојде последниот калугер или поклоник. Тогаш ќе го слушнете малиот метален гонг кој го означува почетокот на јадењето. Се фокусираме на храната. Никој не гледа телевизија. Никој не си игра со таблетот, ниту ги проверува пораките на мобилниот телефон. Јадаме со длабока почит. Му укажуваме чест на Создателот. Кога ќе се огласи гонгот на крајот од оброкот, мирно стануваме и излегуваме од просторијата. На излезот не чека игуменот, првиот меѓу еднаквите, кој не благословува. Игуменот секогаш излегува последен. Тука постот е начин на живот и не е ограничен само на 40 дена од Великиот пост. Тоа значи дека живеењето и исхраната се со мерка и со почит кон природата и ближниот, но најмногу од се кон себе. Таму не се испитуваат само страдањата Христови, туку и страдањата на сите. Тие ги символизираат нашите гревови, но исто и каприците на судбината, нашите неуспеси и погрешни постапки. Сите правиме грешки и имаме право на тоа. Нашите грешки се нашето искуство. Овде на Света Гора не се срамиме од нив, не ги зацкриваме зад завесата, напротив, ги обелоденуваме. Затоа постои втора шанса, се нарекува исповед. Ви помага да сватите што сте направиле и да го признаете тоа. Го вадите тоа од себе, ве прави искрени, прво и најважно со себе, а вашите најдлабоки тајни ги споделувате со мудрецот. Тој се нарекува духовен отец и ви дава скапоценности и срдечни совети. Потоа станувате и повторно стоите самостојно. Силни сте како да сте се препородиле. Ги гледате работите од друг агол, пооптимистични. Овде изреката вели: ако паднеш 7 пати, стани 8 пати. На Света Гора тоа се вика воскресение. Еден ден ја посетив продавницата за подароци на Света Гора за да купам сувенири за пријателите. Наместо калугер пред касата стоеше игуменот. Тој е човекот што го посетуваат политичките водачи од Грција и од целиот свет. Љубезно го прашав зошто е таму. Тој го наведна погледот најпонизно што можеше, како да беше лично Христос и рече: да им помогнам на другите свештеници, чедо, кои се зафатени со манастирите.
За мене овој човек е вистински водач, првиот помеѓу еднаквите.